2009 година, кога ВМРО ДПМН е на власт, се менува Закон за ugostителска дејност, во кој што се намалуваат критериумите за минимално техничките услови на вакви објекти. Од аспект на безбедноста пропусти има во Министерство за внатрешни работи, заради тоа што ако вие имате план за една контрола на малолетници и тргување со опојни материи во таа дискотека за таа вечер, тоа подразбира дека знаете како институција дека таа дискотека функционира. И како успеа мафијата да се инфилтрира во МВР? Тука се поставува веќе прашањето и за безбедноста на самиот претседател на владата, од каде се тие документи и кој му ги дал тие документи за да може да бидат доставени на одредени криминални групи. Нема веќе здраво за готово партнерство со САД. И се влегува дури во некакви калкулации не само за локалните избори, туку и можноста за предизборни парламентарни избори. Покава е процентуалната точност на информациите што ни ги добиваме или ги бараме од ChatGPT, например. Најголем процент се доста релевантни, секогаш греши, како што и човекот греши, нормално и он учи. Кочани како општествено и политичко празнење и пораз на системот. Диалог по една голема трагедија која може да иницира и активна нова шанса за радикални промени. Во овој издание на Тренинг со го ќе биде екс-министерот за внатрешни работи, координатор на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски. Господин Спасовски, зошто го суспендиравте парламентот и одлучивте и вие и власта неколку недели да молчите? Аргумент за тоа да биде да нема нови превирања во ситуација на вака голема трагедија. Кој од кого се бранеше? Најпрвин сакам уште еднаш да изразам искрено сочувство до семејствата на сите загинати во трагедијата во Кочани и на сите кои што се повредени, да посакаме што е можно побрзо опоравување. И тоа ова мора да биде порака да имаме опоравување на целиот овој систем. Така да во однос на собранието мора да кажам дека менаџирањето на институциите на системот во државата веќе не се во рацете на Социјалдемократскиот сојуз, па меѓу другото и собранието. Факт е дека на координација се донесе заклучок да не се одржуваат јавни седници, дали се тоа пленарни или седници на комисиите, додека собранието работеше. Пратеничките групи работеа, секој од своји аспекти за она за што сметаше дека треба да биде подготвена во овој период. Мислам дека на координацијата каков беше ставот на СДСМ? И што ја поддржавте идејата да молчи ставот беше едногласен да немаме јавни да немаме седници пленарни и седници на комисиите. Така да ниту имаше став некој да молчи, ниту имаше став да не работи собранието, така да менаџирањето, реков, сепак е во рацете на претседателот на собранието. И навистина сметам дека парламентот ќе мора да седне да работи не како до сега во сите овие изминати 9 месеци од како ВМРО ДПМН е на власт, туку интензивно да се работи со сериозни материјали кои што ќе бидат предложени од страна на владата. Сметам дека ова треба да биде едно големо отрезнување, голема мотивација, ако сакате, голем потик за сите општествени чинители, ако сакаме нешто радикално, драстично да промениме, а трагедијата во Кочани покажа дека треба да се променат многу нешта. Уште малку во однос на функционирањето на законодавниот дом. Замислете да имавме безбедносна криза или безбедносен ризик. Парламентот во застој. Што во тој случај? Ќе прогласуваме водневна состојба, може да се... Не, парламентот е во постојано заседание и тој може да се заседава во секој еден момент. За сите овие работи кои што вие ги насочувате, доколку имаме било каква неможност за состанувањето на парламентот, постојат уставни институти врз основа на кои што може да работи. Ќе ве вратам наназад 2020 година, кога имавме ковид криза и кога не можеше
од објективни причини да заседава собранието, не само заради кризата, туку и заради тоа што беше распуштено, прогласувањето на вонредна состојба овозможи да и тогаш се носат одлуки така како што е предвидено во Уставот. Така да собранието е во постојано заседание. Прва лидерска средба, тет-а-тет средба на премиерот и вашиот лидер на СДСМ Филипче. Сметате дека може да произлезе нов општествен договор и национално помирување или ќе продолжи националното или државното разнебитување? Јас сум убеден дека ова трагедија која што ни се случи во државата треба да не освести сите, и политичките субјекти, и политичарите, и секој еден кој што учествува во носењето на одлуките, па и сите граѓани. Мислам дека повеќе од јасно дека треба да се подигне прво нивото на политичкиот диалог, нивото на политичката култура и нивото на политичката демократизација на институциите. Само преку давање на еден нов пример ние можеме да покажеме дека навистина сакаме да го промениме системот. Знаете, оваа трагедија и тоа што се случи после неа беше постојано повик на сите во државата дека треба да се смени системот. Вистинското прашање е што е системот? Системот сме сите ние. И ако сме сите ние, тогаш треба да седнеме и да кажеме постојат прашања во државата кои што представуваат национален интерес за државата. А национален интерес за државата е да имаме функционален систем кој што ќе работи во интерес на граѓаните и ќе ги остварува очекувањата на граѓаните. И токму во тој правец треба да се постигнат тие договори, консензуси и така натаму помеѓу политичките елити, за да можеме соодветно тоа да го испарачаме. Да постојат низа на прашања идеолошки на кои што ние можеме да имаме различни мислења. Можеме да имаме различни погледи, можеме да имаме различни поставености во однос на тие прашања. Меѓутоа, овие важни стратешки прашања, национални интереси, национални прашања и така натаму не смеа да бидат детерминирани од политичките елити, од нивните погледи или теснопартиските интереси. И токму заради тоа мислам дека ако сега не покажеме дека треба да имаме национално единство, тоа не подразбира дека треба да имаме единство помеѓу двете политички партии, само помеѓу СДСМ и ВМРО. Туку треба да имаме единство помеѓу сите политички партии, да имаме единство помеѓу сите граѓани кои што живеат во Македонија без разлика на верската, етничката и национална припадност. Господин Спасовски, ако се навратиме во минатото, имало низа на одржани лидерски средби без некаков сериозен исчекор или епилог или бенефит и за државата и за граѓаните. Од каде сега би можело да произлезе некаков позитивен став дека Мицковски и Филипче би можеле да ги приближат позициите во однос на теми кои се од национален или стратешки интерес? Не, овде не е прашањето дали ќе успеат да ги приближат овие ставови сега. Јас немам во овој момент проценка или очекување како може да се развиваат сите овие прашања. Имало низа на лидерски средби, имало лидерски средби и во многу тешки моменти за државата, кога се носеле крупни, важни одлуки за еднината на оваа држава и тука на тие лидерски средби се покажало дека може да се изнајде заеднички консензус, да се издигнеме над ситуацијата, да покажеме дека Македонија ни е важна на сите. Ќе споменам независноста на Македонија, ќе споменам членството во Обединетите нации, ќе споменам нашите интеграции во Европската Унија, ќе споменам за жал 2001 година кога имавме воен конфликт во државата и така натаму, се носеле тогаш такви важни одлуки. Меѓутоа денеска, ако сакаме или ако сите заедно во еден глас пред граѓаните зборуваме дека треба
нешто да се промени, тогаш дајте прво ние да се промениме. И дајте да покажеме дека како политички опоненти можеме да седнеме и да разговараме и да понудиме решение за кои што заеднички ќе се застапуваме и во Македонското собрание и пред граѓаните. Доколку тоа не се успее, тогаш празни се приказните од било кого дека интересот на граѓаните е во прв план. Кога впечатокот и ставот е дека е нефункционален системот изминативе години, во систем во кој вие сте партиципирали и како гарнитура и како министер, се поставува прашањето кој се прогледувал низ прсти, кој се толерирал на еден случај поврзан со детонатор, франкфуртска мафија, кој се тоа прогледувал низ институциите да се дозволува да работат кабариња, дискотеки, без лиценци, под сомнителни околности. Самите рековте, системот имал низа на пропусти. Ако зборуваме за системот, зборуваме за сите нас. И апсолутно тука Зошто вие сте толерирале пропусти? Не може да се каже дека една политичка елита направила сериозни пропусти или едната може да биде иземена или амнестирана. Да, постојат години во кои што се направени многу поголеми пропусти, постојат години во кои што работите оделе во подобар правец, се правеле одредени напредоци, меѓутоа сето тоа не било доволно, заради тоа што и сега во конкретниот случај се покажува. Јас ќе говорам за имаме ситуација во која што последнава година имаме работење на таа дискотека без лиценца, а верувајте, такви сигурно има и уште повеќе кои што работеле без лиценца во овој временски период. Дали вие дека сте биле министер за внатрешни работи сте имале увид за работата на таа дискотека? И за таа дискотека и за други објекти, вие се сеќавате на таа оперативна акција која што беше безбеден град, па безбедно лето и така натаму. И тогаш се презима низа на мерки кои што значеа контрола од аспект на Министерството за внатрешни работи. Тоа не е надлежност на МВР во однос на лиценци, издавањето и така натаму, тоа е на некој друг, меѓутоа за јавниот ред и мир, за она што е потребно да го исполнуваат во однос на сообраќајните елаборати и така натаму, и такви контроли биле постојано правени. Меѓутоа, ние мораме сега да бидеме на висината на задачата и да се побара одговорноста сега, веднаш и за овој период. Оваа несреќа се случи на 16 март. И тука треба да се гледаат сите Каде ја лоцирате главната одговорност? И сите одговорности кои што ги имаме. Главната одговорност треба да ја даде една истрага која што нема да биде селективна, истрага која што ќе биде транспарентна, и главната одговорност мора да биде насочена кон утврдувањето на фактите, односно на каузалитетот, на каузалната поврзаност во однос на несреќата. И токму заради тоа мислам дека до сега барем, јас не сакам или не ги знам и до крај деталите во однос на истрагата, ниту сакам да шпекулирам, меѓутоа сосема е јасно дека ниту еден актуелен носител на позиција, на функција и така натаму до сега нема утврдена одговорност или нема барем повикано да се изјасни во однос на неговата одговорност, случувајќи го тука актуелниот градоначалник на Кочани. Така да, каде ги гледате најголемите пропусти? Сигурно дека од аспект на безбедноста пропусти има во Министерството за внатрешни работи, заради тоа што ако вие имате план за една контрола на малолетници и тргување со опојни материи во таа дискотека, за таа вечер, тоа подразбира дека знаете како институција дека таа дискотека функционира. Второ, многу важно прашање е зошто ако е контролата за малолетници, таа не започнува пред 12 часот, кога
и треба да се утврди дали постојат малолетници, туку започнува според кажувањата на официјалните лица 5 или 10 минути пред настанувањето на трагедијата. Се отвораат прашањата зошто ниту еден кој што бил задолжен во тој дел да ги прави проценките во делот на безбедноста, да се направи планот за проценка на ризик и така натаму, тоа не е направено. Се поставува прашањето зошто ако имало внатре полициски службеници не ја прекинале забавата, не се постапува по планот кој што го имале за контрола и така натаму, доколку таа забава била прекината, очигледно дека немало да се случи ова што се случи, така да постојат низа на прашања кои што се отворени во овој момент и јас навистина посакувам да ни става транспарентна истрага, до крај се утврди одговорноста на секој еден. Меѓутоа, сега и во овој момент. Не да бараме одговорности кај некои кои што работеле пред 10, 12, 5 години, така натаму, туку да бараме во моментот кога се случила несреќа. Господин Спасовски, како успеа мафијата да се инфилтрира во МВР, луѓе од обезбедувањето на премиерот Мицковски да бидат некаква спојна жичка со криминални банди? Пак, видете, ќе ве потсетам на неколку факти, што многу лесно ќе дадат одговори на ова прашање. Вие се сеќавате, веројатно, кога еден од обкружувањето на господин Мицковски или од обезбедувањето кој што беше претходно како лидер во опозицијата, се сеќавате на нападот на овластено службено лице, на полициски службеник при контрола на дрога во еден скопски објект, кога таквото постапување беше санкционирано, односно поведени сите постапки, на крај таквите постапки нема епилог, туку беше и ослободен од дисциплинска одговорност, сега според информациите дури напредува во службата. Кој им доставува информации? Ако имате еден таков случај кога е уште во опозиција, сега е многу подрастично ова прашање, затоа што ние имаме веќе обкружување или еден телохранител на актуелен претседател на влада. Тука се поставува веќе прашањето и за безбедноста на самиот претседател на владата, на безбедноста на целиот тој систем. Меѓутоа, клучното и најважното прашање не е само за тргување со тие документи, кој тоа директно го направил. Вистинското прашање е од каде се тие документи и кој му ги дал тие документи за да може да бидат доставени на одредени криминални групи, барем тоа што се знае во момент. Така да, мислам дека мора тука жестоко да се работи во овој правец и нема да има и не смее да има толеранција. Кои би можело да бидат луѓето во МВР кои би оддавале информации, дали всушност луѓето кои се во шестата управа се заштитена мечки? Па не треба да дадам јас одговор на ова прашање. На ова прашање добро, најдолго сте биле министар за внатрешни работи. Мора да дадат одговор институциите и јавното обвинителство. И затоа јас го поставив само прашањето. Клучно кое треба да биде одговорено, а тоа е кој ги дал документите за да можат тие да бидат злоупотребени. Инаку никој не може да биде и не смее да биде заштитен во ниту еден момент. Факт е дека секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, луѓето во шестата управа, оние кои што се во непосредно обкружување на одредени функционери имали соодветна заштита. Пред да влезете во студиото, ја чув изјавата на Тошковски кај што вели во наше време сега веќе имаме 2 кривични пријави, додека во времето на СДСМ се забошоти случајот со модуларната болница, Дурмотурс, Бесатранс, никој не одговараше. Па тоа е апсолутно неточни факти
се изнесуваат заради тоа што за сите овие случаи кои што и вие ги споменавте, се водат или се завршени судски постапки. Така да имаме и осудени лица, некои правосилно, некои и во прв степен. Тоа самото по себе демантира било какви наводи дека никогаш не се воделе никакви постапки или никој не носел одговорност, а за една од случаите се води или се водеше истрагата и во соседна Бугарија, таму каде што се случило делото. Меѓутоа, тоа е помалку важно. Најважно е сега да се даде одговорот на прашањето за смртта на тие 59 млади животи во Кочани. И второто прашање, како и дали сме извлекле поука да се подобри системот, тој систем на кој што ние сите се повикуваме и за кој што јас сум длабоко убеден дека нема да се смени системот само со законски измени. Кој е главниот промотор на системската корупција во државата овие 3 децении? Кој ја толерираше? Очигледно дека системската корупција влече корени од многу порано, не само во независна и суверена Македонија. Кога зборуваме за таа системска корупција, ако сакате, и за било каква друга корупција, тука треба навистина не само флоскули дека секој од нас ќе се бори против корупција и така натаму, туку генерално да се воспоставува еден поинаков систем, а тука говорам и на системот на образование, што можеби сите ние го занемаруваме, меѓутоа нарушувањето на системот на образование доведува до сите овие нуспојави кои што не се случуваат заради тоа што градбата пред се на секоја личност се во образовните институции. Господин Спасовски, го познавате Дејан Јованов Деко? Не го познавам и никогаш нити сум имал потреба да го познавам, како и многу од тие други луѓе. Мислам дека таквите релации, врски кои што се воспоставуваат, тоа покажува дека ние не сакаме да имаме функционален систем. Што е важен, дали е Дејан, дали е Оливер или е Гораст, или ќе бидеме сите исти еднакви пред законот, или ќе имаме вакви случаи кои што ни се случуваат сега. Меѓутоа, клубот Пулс функционирал безпрекорно и во мандатот на граначалници на СДСМ, на граначалник на СДСМ, и во мандатот на граначалник на ВМРО-ДПМН. Со години. Клубот Пулс функционирал. Прво, граначалник... Што значи дека некој давал амин, тој да функционира така како што. Прво, за тоа има соодветни документи кои кажуваат се. Кога функционирал, како функционирал, кога бил со легални лиценци, кога не бил со легални лиценци. Да ги отвориме и сите такви видови на објекти и во Скопје, и во Куманово, и во Битола, и во Прилеп и така натаму. И тоа не е важно. Важно е, дајте да направиме систем кој што никогаш повеќе не може да дозволи да имаме таков клуб. Ако сега ме прашувате, еве ќе ви одговорам. 2009 година, кога ВМРО-ДПМН е на власт, се менува Закон за ugostителска дејност, во кој што се намалуваат критериумите за минимално техничките услови на вакви објекти. За да тоа не е до крај либерално, како што некој го посакувал, повторно во 2012 година уште се намалуваат тие критериуми и само собственикот на објектот под полна материјална и кривична одговорност може да гарантира дека тој објект ги исполнува условите. Господине Спасовски, на крајот, недела во која Доналд Трамп воведе високи царини за 60 земји, вклучувајќи и Македонија. Како тоа стратешкиот партнер најголем ни воведе солени царини од 33%.
Можеше ли ова да се превенира? Па многу соодветно би било да повикате некој од владата или премиерот Мицковски и да даде одговор на сите овие прашања кои што и денеска и јас ги поставувам, веројатно и македонската јавност. Знаете, ова што ни се случуваше во изминатиот период, посетите на Америка, за кои што ние дури во собрание неколку пати рековме дека се безцелни, владата не убедуваше дека биле многу продуктивни и дека сега Македонија е веќе во периметарот на новата администрација на Трамп, дека имат исклучителни врски со високо позиционирани личности и така натаму, и дека тоа е само за доброто на Македонија. Јас верувам дека после ова што се случи на воведување на вакви царини, веројатно треба да му се заблагодариме на премиерот Мицковски за тоа што беше во периметарот и толку блиску со Трамп, што веројатно не сме добиле 60 или 70% на царини, туку сме добиле некоја помала квота. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам и на вас. Вреди нема идеолошки столб што ги поврзува сите овие политички партии. Единствено нешто што ги поврзува овие политички партии е пристапот до власта и пристапот до моќта. Од влада со недостижно мнозинство, со шанси за креирање нови стандарди и европско законодавство и пракса. Мицковски, неговиот кабинет, сега е на ветрометина. Мала искра запали, огнена стихија и политички пожар. Коалицијскиот говор на владините партнери внесе и несигурност во владината соработка. Таравари против своите, Милошовски против Знам, Филков против џуџето од Небрегово, како што го именуваше поранешниот министер за надворешни работи, а сега подпредседател на собранието. Во ово издание на Трилинг соговорник ќе биде Сефер Селими, аналитичар. На почеток, пред да се осврнеме на домашните актуелни теми, како ја доживуваш и ја толкуваш оваа одлука на американскиот претседател Доналд Трамп за воведување на царински давачки од 33% за Македонија? Дали ова, така нареченото под наводници, ново нормално во македонско-американските односи? Добро, за мене не беше неочекувано. Пред се американската администрација се води од стратешките интереси на САД. После тоа се одликува и во односите со своите партнери. Секако во овој момент е оттрезнување на владата дека односите со американската администрација не можат да се градат во лично ниво, со луѓе блиску до администрацијата на Трамп, туку треба да се воспостави сериозна надворешна политика на релации помеѓу двете администрации. Значи, не можеме да се подпираме на пиар релации со САД, туку сериозно да работиме и да се посветиме да креираме на вистина стратешки партнерски односи. Тоа подразбира пред се не само комуникација, не само наводно или, ајде да кажеме, јавно дотворување до новата администрација или новото нормално, како што сакат нашите политичари да го именуват, или нашата влада да го именува, туку со реални политики. И тука треба да почнуваме и да размислуваме дали паралелниот стратешки партнер, тука пред се зборувам за унгарската влада на Орбан, и унгарските пари кои се подкреват со кинеско финансирање, се вистинскиот пат со кој ние треба да се придвижиме напред. Сметате ли дека од денешна гледна точка
Непотребно беше додворувањето кон новата американска администрација. Непотребна беше поддршката на резолуцијата, Не. спонзорството на резолуцијата на САД. Не. Мислам дека неискрен беше односот. Многу краткорочно и само пиарски гледано како се воспоставуваме во тие односи. Ја мислам дека нам ни фали сериозна надворешна политика за градење на сериозни, стабилни, стратешки односи. Ние не смееме да се подпираме на еуфорични Facebook постови кои нашите владини представници ги прават по спортски сали гледајќи говори на Трамп. Таму треба да се работи сериозно со конкретни политики, со конкретни инвестиции од нашата страна кон градење на таквите односи. Видете, новата администрација на Трамп прави тектонски промени во геополитички план. Нема веќе здраво за готово партнерство со САД. Ние сме ниту влегуваме во приоритетите на оваа нова администрација. Значи, оваа администрација се подготвува за ново ривалство во следниот период, а тоа е ривалството со Кина. За администрацијата на Трамп веќе гледаме дека Русија ни воопшто не влегува во топ приоритетите, каде што ќе се фокусира. Господин Селимин, да се префрлиме на домашната политичка сцена, се разгорува веројатно натрепартиската битка во коалицијата. Вреди дали е тоа реална конфронтација или обид за дефокусирање на јавноста од трагедијата? Видете, премногу луѓе тоа го толкуваат во насока дека веќе никој не зборува за трагедијата во Кочани и за сите тековни истраги и на некој начин одбегнување од одговорноста на луѓе кои на вистина треба да одговорат барем по проценката на јавноста пред обвинителството, но ја ценам дека ова разговарување во коалицијата вреди не дека не е очекувано. За мене можеби неочекувано е моментов кога ова се случува, меѓутоа овие односи или ова ривалство за лидерство внатре во ВЛЕН е доста долго, дури од самите почетоци на коалицијата. Главниот проблем и сршта на целиот овој проблем стои во тоа дека вреди нема идеолошки столб што ги поврзува сите овие политички партии. Единствено нешто што ги поврзува овие политички партии е пристапот до власта и пристапот до моќта. Идеолошки воопшто немаат никаков спој. Визија за тоа каде треба да се движи Македонија воопшто не ја гледаме. Некоја сериозна залагање за унапредување на статусот политички правен на албанците не гледаме. Значи нема никаква поврзаност сериозна за која би можело да биде двигател на сојузништвото кај нив и веќе подолго време се знае дека внатре во ВЛЕН имаме два блока. Во една страна се господинот Меджити, господинот Гаши и Касами, од друга страна е господинот Таравари и тоа пред се однесува на поделбата на моќта внатре во коалицијата. Таравари инсистира партиите од коалицијата вреди да настапат со посебни листи на локалните избори, од друга страна демократското движење без алтернатива имаат различен став. Колку вреди без Таравари? Ќе тежи и колку
Таравари има моќ сам да ја менаџира целата состојба. Тоа оди во прилог на мојата теза дека внатре посебно господинот Таравари се чувствува дека неговата моќ и во владината коалиција, но и внатре во вреди не се соопфаќа со неговата моќ во терен. И тука мисли дека барем двајца од политичките противници, а посебно Алтернатива, не заслужува толку многу власт колку што има добиено во товар на коалицијата Влен. Меѓутоа, пазете сега, сите предпоставки и во јавноста и пред изборите, но и после изборите беа дека најмалку од сите политички партии придонес во вреди има Алтернатива. Меѓутоа, Алтернатива го држи една од трите најважни функции во нашата држава, председателот на Собранието. Плюс Алтернатива има добиено 25% од сите други позиции внатре во коалицијата. Сега нормално дека јас уште пред многу месеци реков дека ова ќе биде проблематично поради тоа што имаме премногу партии со премалку власт и со премногу предизборни ветувања. Кога Таравари вели не е крив Мицковски, неговата влада добро работи, проблемот е вреди, бидејќи немаме синхронизација. Дали ова е само навестување за почеток на крајот на соработката или под наводници љубовта меѓу Таравари, Касами, Гаши, Меджити? Во последни денови сме виделе жестоки реакции од сите страни. Господинот Таравари на некој начин игра на топло-ладно, не дава дефинитивен правец на каде се води неговата партија. Меѓутоа, од другиот блок внатре во Влен имаме сериозни обвинувања и сериозни изјави од челнициве на трите партии. Треба само да се навратиме и да го анализираме изјавата на министерот Лимани, Фатмир Лимани, кој го нарече господинот Таравари дека е тројански коњ. Ја знам дека власта некогаш ве прави прагматичен и вие треба да ги проголткате своите навреди кон другиве во минатото, меѓутоа ја не знам како би можеле оние да седнат у ист состанок на владина седница заедно со Таравари. Дали препознавате кокетирање на Таравари заедно со Дуи и понашто во кулуарите се зборува дека веќе Таравари сериозно разговора со интегративците, а тоа е да се повлече од позицијата, а потоа да биде иден кандидат за градоначалник на Гостивар со поддршка на Дуј. Видете, ја мислам дека сега играта е отворена и секој со секого преговара. Влегуваме во еден динамичен период на позиционирање и можеби регрупирање на политичките структури, некои кои беа поделени, некои кои беа отидени на спротивни страни. Како тоа ќе резултира, ќе треба внимателно да го следиме, никој не може да го прејудицира кој ќе биде исходот. Но дека имаме поместување, тоа веќе станува очигледно за целокупната јавност. Нормално дека ќе има обиди за релативизација на ова што се случува, како што е изјавата на премиерот Мицковски, лош ден за Филков и Милошовски, како што се изјавите од други видливи луѓе во власта и во партиските кулуари кои ќе
се потрудат на некој начин да го задржат статус квото и стабилноста на владата, но ја сметам дека тоа веќе е нарушено и се влегува дури во некакви калкулации не само за локалните избори, туку и можноста за предизборни парламентарни избори со предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Колку е тоа реално заедно со локалните да имаме предвремени избори кога релативно ВМРО ДПМН има стабилна поддршка? Без разлика што на пример недела сме сведоци на конфронтација на релација Милошовски и кој од ВМРО ДПМН и министерот Филков, знам, кои меѓу себе се обвинуваат. Дури и Милошовски вели министерот Филков има слаби перформанси, Филков му возврати тоа е кусурот на Груевски. Ова е фингирано бранување во односите или реални разлики во владината коалиција? Ја мислам дека знам моментално е во многу длабока криза во однос на нивниот перформанс и нивниот гембл, како тоа можам на македонски, во смисла на нивното политичко позиционирање во поддршка на ВМРО. Ние немаме некои сериозни пипливи резултати на ова власт, на која што знам ке може да се оправдува пред неговото членство зашто е дел на ова влада. Од друга страна, знам од коректор на ова власт, внатре во власта, како што сакао или преферираа да се нарекуваат, стануваат апологенти на секаква владина пропуст и секаква владина секој владин неуспех. Значи, стануваат соучесници на слабиот резултат и перформанс што го има владата. Од друга страна, вие имате едно јасно, гласно неподнесување помеѓу Влен и Знам. Единствено на господинот Мицковски, после трагедијата во Кочани, како тоа се изменаджира, како тоа се подготвува вината и одговорноста да остане во минатите функционери, а овиот сегашната власт на некој начин да се спасуват, се потешко ќе биде да може да има добра енергија за да ги води тешките процеси кои следуваат во оваа држава, не само како внатрешни динамики, туку и како динамики кои ќе не обкружуваат нас. Селими, во полето на политичките шпекулации се информациите дека министерот за здравство Таравари бил на некој начин прегран од премиерот Мицковски околу апсењето и притворот на газдата на Пуцко Петрол, притворот за Асмир Јаховски ги подигнал и личните и финансиски релации, познавајќи ја блискоста на Таравари со Јаховски. Колку овие политичко бизнис релации дополнително создаваат тензии во односите во владината коалиција? Ја не би навлегувал во таквите шпекулации, меѓутоа сигурно дека не само во ова власт и во минатите блиските релации и бизнис интереси секако дека биле едни од главните фактори кои ја диктирале релацијата помеѓу различните актери и во самите политички партии, а камоли и надвор од партијата во однос на коалицијските партнери. Ја мислам дека повеќе од овие заеднички бизнис, политички интереси во овој момент не е помеѓу господинот Таравари и господинот Мицковски, туку шпекулациите за постоење на сериозен договор
помеѓу господинот Заев, господинот Мицковски, кој се доврзува и со политички, но и со бизнис интереси. Дали е возможен бојкот на дуи на локалните избори? Најавите беа за бојкот беа поврзани директно со одлуката која ќе треба да произлегува од Уставниот суд во врска со албанскиот јазик. Но сега револтот кај дуи и поради апсењето на Кршник Бектеши. Ја не го читам така, ја го читам во однос на, не го поврзувам барем со неучествување во локални избори. Тој дел го гледам повеќе во обитот дуи да прикажуваат дека има селективна правда само кон бивши функционери, а не и за актуелни кои биле и се во иста позиција да донесат одлуки за кои се гонат претходните функционери, а тоа дека нема да учествуваат во локални избори, мислам дека е тесно поврзано со исходот на Уставниот суд што се однесува до употребата на албанскиот јазик, и тоа воглавно генерално, барем каде албанското население, перцепцијата е дека таму има обид за политичка одлука, а не за судска праведна одлука. Препознавате ли јасен концепт и која е крајната цел на СДСМ? Одржување лидерска средба, Мицковски и Филипче се сретна, од друга страна бараат одговорност од раководството на МВР, формирање на анкетна и надзорна комисија. Ја мислам и имам впечаток дека СДСМ со ова раководство и со овој председател ево сериозен обид да најде изговор да не реагира. Наместо да биде проактивно вклучена во креирање на опозицијска структура која ќе стави притисок кон владата и власта да ја изврши работата што подобро, а посебно да одговори што подобро во случајот со трагедијата во Кочани. Господинот Филипче е еден од луѓево кој на некој начин го носи товарот на случајот што беше со трагедијата во Тетово со ковид болница. И од тука моралниот капацитет на господинот Филипче како лидер на најголемата опозицијска партија е многу мал за да он може да направи отпорност, да бара отчетност и да прави притисок за да имаме непристрасна и транспарентна процедура за одлучува или за изнаоѓање на одговорните лица. За жал, СДСМ во моментов е во сериозна криза во однос и со своите партиски членови, но и со граѓаните на Република Македонија. Јас се надевам дека внатре во таа политичка партија, каде што има огромен потенцијал на врвни, искусни политичари, ќе се изнајде модул таа политичка партија да оживнува и да не се однесува ретроактивно кон процесите, туку проактивно да придонесе во креирање на политика, правење на опозиција, држање на власта под одговорност и притисок да креират подобри политики. Лидерската средба, ја мислам дека ќе произведува многу повеќе поделби отколку што ќе ги изближува сите страни во нашата држава, а тоа ни е потребно во моментов, посебно од тоа што ќе следи во следниот период во однос на геополитичките случувања и на глобално ниво, но и на регионално ниво. Не треба
пак да забораваме, иако господинот Мицковски со не сакам да го наречувам арогантен однос, но на некој начин со несериозност им пристапува на меѓуетничките односи во нашата држава и се обидува тоа да го прикрие со вклучување на еден дел од политичките партии во власта, но тоа ќе може да се претвори во сериозен внатрешен предизвик, што ќе не прави послаби во однос на работиве што се случуваат околу нас и во светот. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас. Во производствениот систем веќе роботиката е составен дел и нормален дел, но сепак постојат луѓе што ги менаџираат сепак тие роботи што мора да бидат контролори на целиот систем и процес, така да не верувам дека одеднаш ќе исчезнат многу професии. Вештачката интелигенција станува составен дел од новите технологии, општествени, образовни, социјални промени на глобално ниво. Покрената е национална иницијатива за вмрежување и достапност на придобивките од новата ера на роботика и паметни системи кои ќе заменат работници, но и ќе создадат нови профили и работни места. Ирена Ивановска, сениор директор во СЕМОС Едукација, гостин во ово издание на Тренинг. Добро дојдете во емисијата, госпожа Ивановска. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ни престојат години на нова дигитална писменост. Кои се предизвиците со вештачката интелигенција? Па предизвици секако постојат, но позитивни предизвици, морам да кажам, затоа што вештачката интелигенција веќе станува составен дел од сечи живот. Користењето е секојдневно. Порано беше нешто што се разбираше дека е научна фантастика и дека станува збор за одредена група на профили како што се IT професионалци. Но веќе не е така. Веќе вештачката интелигенција допира до сите улоги во една компанија. Дали е HR, дали е маркетинг, дали е селс, значи сите се вклучени со тој позитивен предизвик и сите на некој свој начин користат одредени алатки кои што ќе придонесат да станат попродуктивни и да не ги заменат оние репетитивни таскови со одредени AI агенти. Постои ли можност вештачката интелигенција да стане соединен регистар на занимање кои со текот на времето па некои други работни позиции ќе изумрат? Ќе згаснат? Сега во моментот ја гледам како нешто што може да замени репетитивни таскови, како што нагласив, таскови кои што ми одземаат многу долго време. Например, вие како новинар ви одзема време пишувањето на прашања, што треба да ги составите. Веќе со користење на Copilot и ChatGPT многу полесно можете да составите одредена група на прашања кои што може да ги поставите од одредена специфична област од соговорникот. Така да ви заштедува време, значи заштеда на време имаме и да поефикасно го користиме секако сите времето. Бил Гейтс, еден од потикнувачите и финансиер на создавањето на вештачка интелигенција, вели дека промените не треба да не депримираат, но како ќе не стимулираат, бидејќи се уште постојат одредени предрасуди што се ќе значи вештачката интелигенција. Во моментот, да, сите компании, дури во Македонија, се осеќа таа несигурност према вештачката интелигенција. Не е толку несигурност, толку не знаат во кој правец да тргнат. И тука е таа малку несигурност, дали да идеме на овој начин да работиме, на кој начин да работиме, затоа што многу динамично се случуваат промените со вештачката интелигенција. И некако ќе насочам што ни се случи конкретен пример, ни дојде компанија која што кажа ние лутаме со AI, не знаеме во кој правец да одиме и сакаме да обучиме 100 луѓе. Она што прво го помислив, 100 луѓе како бројка е огромна за обука, реков може ли да направиме како пилот проект кој што ќе обучиме 10 луѓе како пилот проект. Ако сте задоволни, ако тим лидовите се задоволни, после може да ја зголемиме на останатите членови од тимот. Тој се случи, беа презадоволни, видува колку им заштедува време користењето на Copilot во нивната работа. Тука профилите беа различни, не беа IT, значи од сите членови на компанијата учествуваат, тим лидовите,
презадоволни и ја проширивме. Во моментот се случува обука со 100 луѓе на Copilot. Затоа што како што порано беше тренд обука на оние офис апликации, Word, Excel и масовно обучувавме, сега имаме масовно обучување на користење на Copilot, ама во офис апликациите, што често пати, ама јас знам, користам ChatGPT, го поставувам прашањето. Не како Copilot и ChatGPT да го користам, ама во апликациите и со моите документи што работиме. Зашто толку е динамично, толку имаме сите мейлови, сите имаме голема количина на податоци во компаниите. Тешко ми е да ги пронајдам сите тие информации, а со користење на Copilot сега многу лесно можам да пребарувам и да ми дава одредени информации, да ми биде личен асистент за податоците што ги имам во сопствената компанија. Госпоѓа Ивановска, кога ги праша ChatGPT, DeepSeek и Mistral, одговори дека следуваат бројни промени на пазарот на труд. Дали каква е општествената промена со вештачката интелигенција? Па, промената се осеќа во секоја компанија. Морам да кажам, еве кај нас лично во нашата компанија се осети таа промена, што почнавме да ја применуваме масовно, особено за автоматизација на бизнис процесите. И она што е интересно, што сега секој вработен може да си направи свој агент. До скоро се мислеше дека агентите е нешто баук, некоја тема за некои филозоф, за некои одредени научници е тоа, но веќе со говорен јазик можам да си креирам свој агент за своите бизнис процеси. Ако сум од селс, можам да си направам агент и да му дадам информации, документи кои што се само за селс и само за селс да ми дава информации, или за HR. Така да со нативен јазик веќе може да си правите своји агенти, лични агенти кои што може да ги проширувате и да го делите тој агент со членовите од тимот, исто да пристапуваат на ист начин како што и вие сте го направиле тој агент. Колку сме ние подготвени да се прилагодиме на новите светски предизвици? Мораме да се прилагодиме, мислам дека како држава секога сме се прилагодувале на предизвиците. Интересот започнува затоа што имаме доста странски компании и тие странски компании што работат тука имаат голем притисок од надвор за да имплементираат во нивните апликации AI решенија. И затоа се случува и тој некој бум, почетнички бум, што веќе се обраќаат и до нашата компанија како да ги обучуваме и како да ги зголемат вештините во AI. Кој и како ќе пишува романи? Може ли да, например, актерството да се замени? Може ли новинарството да биде алтернатива на некоја друга професија? Сепак оној личен состанок, личен фидбек е многу поемпатичен и многу позитивен, наместо нели да зборам со некој виртуелен агент, но не верувам дека новинарството како новинарство ќе исчезне, затоа што сепак и вие како новинар кога поставувате, кога треба да ви генерира одредени прашања, мора да знаете дали тоа прашање е соодветно за говорникот или не е соодветно за говорникот. Значи мора некоја граница која што вие ја поставувате како ќе се движи тоа интервју или како ќе се одвива целата работа. Ќе дојде ли постои ли простор и опасност за згаснување на одредени професии? Во моментот... И кој? Она што реков, можеби како роботика во производствениот систем, веќе роботиката е составен дел и нормален дел, но сепак постојат луѓе што ги менаџираат сепак тие роботи, што мора да бидат контролори на целиот систем и процес, така да не верувам дека одеднаш ќе исчезнат многу професии, но постепено некои професии ќе бидат заменети со нови AI професии. Како да се заштити приватноста, имајќи во предвид дека влегуваме во еден нов виртуелен свет? Тоа е број 1. Значи, број 1 е сигурноста на податоците. Прво нешто кога имплементиравме AI во нашата компанија, не беше да го пуштиме Copilot веднаш и да го употребиме. Прво што се направи е безбедноста на податоците, затоа што не можете вие да се обраќате и да добивате информации нерелевантни или пак некои секрет информации кои што се битни за компанијата, а вие да имате пристап. Така да безбедноста е број 1 пред да се почне со имплементација на AI во компанијата. Кој може да гарантира за безбедноста? Безбедноста... Дека не ми е провалена приватноста, да речем.
SOAI? Да. Оно што е интересно, во нашата компанија си имаме свој тенант во Azure, во клаудот на Microsoft, и тоа е само наш тенант. Значи, безбедноста е гарантирана од страна на Microsoft, но безбедноста е исто така што податоците остануваат во тој тенант, не идат надвор од тенантот. Постои ли опасност од финансиски злоупотреби? Секако малверзации може да постојат и постојат, како што нели има умови што размислуваат на тој начин и секогаш ќе постојат, но треба и да се заштитиме и од такви криминали. И на крај, како нов почеток, љубов и секс, денуве прочитав став од Триси Кокс, експертка за врски, која вели дека до 2050 година сексот, човекот, роботот ќе биде доминантен. Значи и тоа дека следните децении секс роботите влегуваат во нашите кревети? Па не може, емоции не може се уште да покаже, кога ќе покаже многу ладни емоции има сега за сега роботот, така да не верувам дека може да се замени. Колкава е процентуалната точност на информациите што ни ги добиваме или ги бараме од ChatGPT, например? Може ли да целосно се подпреме на тие информации, дека се доволно релевантни за да веруваме на тоа што го добиваме како информација? Најголем процент се доста релевантни, секогаш греши, како што и човекот греши, нормално и он учи, затоа е таа си има алгоритми, LMS алгоритми, кои што се коригира и се поправа нели на соодветните грешки. Учи. Нормално е, како што човекот учел од мали нозе, така и АИ учи од нас. Ние ја учиме цело време, ја храниме со информации. Колку македонските компании веќе навлегуваат или ги користат алатките од вештачката интелигенција? Веќе има компании кои што интензивно по година дена ги користат, некогаш на моменти не знаат во кој правец да се движат, затоа бараат и помош од некои компании, како што се обраќаат и кај нас, да ги зголемат вештините со цел да знаат како ефикасно во кој правец да се предвижуваат со AI, затоа што излегуваат нонстоп податоци, дали оваа алатка да ја користам, која е подобра алатка, дали ChatGPT, дали Copilot ми помага, дали имаме GitHub Copilot кој што веќе на програмерите многу им олеснува, наместо да губат денови во откривање на грешки во кодот, што се правеле со денови, сега многу едноставно во секунди се наоѓа таа грешка во кодот. Значи се фокусираат повеќе на развој, на поефикасни решенија, наместо да се фокусираат на наоѓање на грешката. Така да примената е огромна во компаниите и се уште учиме. И ние учиме, како што он не учи нас и ние учиме од него. Благодарам за разговорот. Благодарам. Тоа беше се за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk.